Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска во следните 80 минути. Тоа е еден од најштетните документи во нашата историја. За Муцунски протоколот со Бугарија нема никаква правна примена. 55.000 студенти ќе добијат по 250 евра за електронски уред. За оваа намена се издвоени 850 милиони денари од буџетот. Брзата пруга ќе се изгради за 5 години. Првите ефекти ќе се видат на делницата Скопје-Велес. Николовски очекува мега победа на локалните избори. Распишан конкурс за 119 вработувања, историски чекор за Тетовската болница. Медицинарите добиваат трајни решенија. Има силна политичка волја да се направи непартизирана администрација. Реновиран Центарот за обуки на административни службеници во Скопје. Автопат и експресен пат од Ќафасан до Девербајр до 2029 година. Владата планира коридорот 8 да биде завршен за 4 години. Државата мора да постави правила да не зависи од поединци кои немаат срам. Министерот Филков не отстапува од идејата за правна држава. А на почеток една вест од Тетово. Во зградата на општина Тетово престојуваше претседателката Гордана Силјановска-Давкова на разговор со тетовскиот градоначалник Билјалка Сами, а пред средбата одговори на новинарски прашања за темата околу преименување на улиците во градот, особено откако за тоа ги прими Сојузот на борци кои побараа да се спречи менувањето на имињата од антифашистичката борба. Сигурна сум дека штом ме покани мене на ваков настан дека има разбирање и за дилемите што мене ми ги посочуваат и мислам дека тоа ќе се реши така како што треба да биде. Граѓански, инклузивно, со консензус. Секогаш велиме дека тоа така наречено двојно мнозинство и бадентерово мнозинство подеднакво важи и на централно и на локално ниво и дека никој не може да биде и не треба да биде исклучен кога се решава за прашања што директно го засегаат идентитетот, а со тоа и интегритетот на сите луѓе. Една од причините што сум овде е таа да покажам дека сум претседателка не само на граѓаните во Скопје, туку на сите граѓани без оглед на припадноста и дека сум подготвена да одам и таму каде што градоначалниците не се од македонска етничка припадност, бидејќи тоа е ирелевантно за граѓанско општество. Проблемите се секаде исти, ги засегаат сите луѓе и така треба да се однесуваме, истакна Гордана Силјановска-Давкова. Градоначалникот на Тетово Билјалка Сами рече дека го има истиот став како претседателката. Се работи за именување на улици, плоштади и мостови, што е инклузивен процес, но и транспарентен процес, а секој граѓанин на Тетово треба да биде дел од тој процес, што за нас е многу важно. Секој жител на Тетово да има стан, да има куќа со број, со име на улица, да покажеме дека и Тетово е европски град каде нели граѓаните ќе живеат во модерни, во урбанизирани услови и секој ќе има адреса кај што може да го најдат институциите и пријателите. Било кој што сака да го најде, како што е во било кој европски град, истакнака Сами. Претседателката и градоначалникот потоа на плоштадот присуствуваа на македонската музичка вечер, која е во рамки на манифестацијата Тетовско културно лето. Послушајте, патриоти, да ви кажам словото на Ѓурѓовден бев затворен.
zanodani. Na Đurđovden vev zatvoren, v crni temni zanodani. Zandani befredaden, od prokleti špioni, od prokleti te špioni, nerazbrani trgovci. Od prokleti te špioni, nerazbrani trgovci. Zandani bev izmačen, ni tu voda, ni tu len, telo to mi potemnelo, dolga riza do zemlja. Znaje moj ta majka, grobot da mi iskopa, grobot da mi go iskopa, sprema jasno to sonce. Grobot da mi go to sonce. I na grobu da napiše, tu počiva mačeni. Tu počiva Aleksandro, Karađule Ohridski. Tu počiva Aleksandro, Karađule Ohridski.
Развојот на состојбата со иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија со Бугарија пред Уставниот суд ќе потврди дали уставните измени се единствена пречка за Бугарија да се откочи нашиот евроинтегративен процес, вели министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Иницијативата за оценка на уставноста на така наречениот втор протокол со Бугарија ја поднесе поранешната пратеничка на Дом Лилјана Поповска. Бугарија во официјалните позиции до кои се држи барем досега вели дека единствен проблем се уставните измени. За жал не верувам во тоа, бидејќи ја следам и реториката и она што се прави на дело, вклучително и она што се случува во Европскиот парламент. Меѓу другото, и развојот на оваа состојба ќе биде една потврда дали се само уставните измени проблем или има и нешто многу повеќе. Пред се, бидејќи овој протокол во неговата содржина излегува надвор од рамките на договорот за добрососедство, каде што Бугарија самата се обврзува да не поддржува на патот во евроинтеграциите. Ќе следиме, имаме повеќе сценарија, размислуваме што се може да се случи. Секако наш приоритет останува патот кон членство во Европската Унија за разлика од нашите претходници, рече Муцунски во гостување на Канал 5. Според него така наречениот протокол е еден од најштетните документи во историјата на нашата надворешна политика и таков каков што е, во моментов нема никаква задолжителна правна рамка. Тоа е од повеќе причини, веројатно и Уставниот суд треба да даде свое гледиште, од гледна точка на самата процедура, од гледна точка како е тој склучен, земајќи го в предвид меѓународното јавно право и неговата содржина. Тоа што си го има дозволено да го потпише мојот претходник најдиректно кажано е катастрофално и може да создаде многу негативни и штетни последици. Но во овој момент тој нема никаква задолжителна правна примена и не произведува никакви правни последици за државата, вели Муцунски. Имаме, нагласи, представка пред Уставниот суд и тој треба да биде независен и да го даде своето гледиште. Но таму има елементи, работи и детали, дури и некои аспекти кои не соодветствуваат со вредностите на 21. век и вредностите на Европската Унија, вели Муцунски. Тој порача дека нашите односи со Софија не треба да се мерат со ваков вид прашања, туку треба да бидат прогресивни, да гледаат кон иднината и да бидат насочени кон изнаоѓање решенија. Да очекуваме дека Софија конечно ќе излезе од реториката на 19. век. Не може земја членка на Европската Унија постојано да се повикува на стандарди поврзани со човекови права, а истовремено да негира права поврзани со самоопределувањето, со нашето толкување на нашата национална историја, на нашиот јазик и на други елементи кои се дел од нашите идентитетски обележја како народ. Тоа е фундаментално човеково право. Нашите билатерални односи треба да бидат во насока на наоѓање решенија за сите овие предизвици и гледајќи напред да ја движиме државата кон Европската Унија, нагласи Муцунски. Черешни се, дај ми ги на мене, јас када ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помири. Севда, севда моја, севда да ми излези. Костурско кутивче,
Magaleno mori, tenka je, visoka je. Daj mi ja na mene, jaska da ja pregrnam. Merakleno mori, merak da mi pomiri. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing.
Најголем дел од парите од договорот со Британија ќе бидат наменети за пругата, железницата и за коридорите. Брзата пруга од Табановце до Гевгелија, откако ќе почне да се гради, треба да биде готова за 5 години, вели вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Првите ефекти од пругата ќе се видат побрзо, например делот од пругата Велес-Скопје ќе се изгради побрзо, но во целата должина пругата ќе биде готова за 5 години, вели Николовски. Во врска со туризмот и зголемениот број авиолинии, Николовски рече дека резултатите од тоа се веќе видливи. Откако сме избрани, 11 нови дестинации има од Скопскиот и Охридскиот аеродром. Само во мај има 101.000 туристи повеќе од мај лани. Туризмот расте со најголемо темпо во државава. 20% раст имаме во споредба со лани и раст број 1 за туризмот во Скопје, а Охрид е број 2. За мене тоа е логично затоа што начинот на туризмот се менува. Повеќето луѓе патуваат да ги видат големите центри, а ние сега го имаме Скопје на мапата, вели Николовски. Прашан за очекувањата од локалните избори, тој рече дека очекува убедлива победа ултра мега, која се темели на анкетите, но и од расположението од средбите со граѓаните и нивната перцепција за работата на владата. Во моментов се градат водоводни и канализацијски системи во вредност од 3 милиони евра. Улици се градат во вредност од 7 милиони евра. Проектирана е обиколница на Кавадарци, која што ќе гради јавното претпријатие за државни патишта, со проценета вредност од околу 30 милиони евра. Проектираме пат до Грција, да се отвори трет граничен премин кој што би одел под Кавадарци, а од другата страна да излегува кај Лутраки. Правиме спојка Кавадарци-Неготино обиколница и директен излез на автопат, рече Николовски. Nemam komu da ja kažem mojita prikazna grudkav gradi što mi teži da si olesna. Mladi befme, ludi befme i se sakapme večna ljubav tvrdo groba si nekoj rekao večna ljubav da ne javide kleta sudba kako sablja nas ne preseče. Toj si samina pusta tudina, a sad nego prazna kuća mali dečinja. A dečinjaka si porasna da go vida s mojo tatko si posaka. Život taka mina bez ubavina,
slika nosar, slika njegova. Zada znate kanese, ej siračinja. Nekoj rekao večna ljubav, da ne javide. Kleta sudba kako savja nas ne preseče. Toj si samina, pusta tugina, a sad nego prazna kuća, mali dečinja. A dečinjata si porasla, da go vida svojo tatko si posaka. Тетовската клиничка болница го објави најголемиот конкурс за вработување во својата историја, дури 119 позиции за медицински персонал се отворени, објави директорот на болницата Ерсен Елјази на пресконференција. Конкурсот доаѓа само неколку недели по протестите на хонорарно ангажираните здравствени работници кои бараа сигурност и трајни вработувања. Централната власт им вети решенија на неопределено време, а денес тие ветувања почнаа да се реализираат. Ова е најголем број на трајни вработувања од основањето на болницата. Целта е да ги зајакнеме кадровските капацитети и да обезбедиме подобри здравствени услуги за граѓаните, рече Елјези. Тој појасни дека конкурсот важи исклучиво за медицинскиот кадар, додека за административните работници ќе следува посебен оглас преку Агенцијата за администрација. На прашање од новинарите дали објавувањето на конкурсот е во согласност со законите, со оглед на наближувањето на локалните избори, директорот смирува: се ќе се спроведе во рамки на законот. Конкурсот трае 5 дена, што значи до понеделник. Потоа следуваат тестирања од страна на Министерството за здравство. Очекуваме целата постапка да заврши пред изборите, изјави Елјези. Пред само 2 дена министерот за здравство Азир Алиу се сретна со хонорарно вработените медицински сестри, болничари, техничари, административен персонал и лекари, кои во мај и јуни организираа јавни протести, барајќи трајно вработување. Овој конкурс доаѓа како директен одговор на протестите што се случија на крајот на мај и почетокот на јуни, кога повеќе од 100 хонорарно ангажирани здравствени работници во Тетовската болница излегоа на улица. Нивната цел беше јасна: конечно да добијат статус на редовно вработени лица во јавниот здравствен систем.
da pevam jaz osio glasovac, kade i da pridete, da prenesam jaz toplina so pesma makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, i momi naši ubavi, lični nasmejani. Samo nije znajete da se veselime, so pesna naša ljubava, baš makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, i momi naši ubavi, lični nasmejani. Samo nije znajeme da se veselime, so pesna naša ljubava, večna makedonska. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Prsten ti kupim, bure majlija, strojnik ja si pratim, da te posvršam. Strojnik ja si pratim, da te posvršam.
Пратениците на продолжението на 60-тата седница со 84 гласа за го донесоа законот за издавање вредносни ваучери, со кој секој студент ќе добие по 250 евра за електронски уред. Пратеникот од ВМРО ДПМН е Сергеј Попов од собраниската говорница порача дека е горд како млад пратеник што секој студент до 29 години ќе добие вредносен ваучер од 250 евра за електронски уред, посочувајќи дека младите се во фокусот на оваа влада. Констатирам дека кога ВМРО ДПМН е во прашање и младите во Република Македонија, зборот е збор и затоа сум горд што сум овластен предлагач на законот за вредносни ваучери со кој секој студент запишан на додипломски студии до 29 години од септември ќе добие вредносен ваучер од 250 евра за да набави електронско помагало во форма на лаптоп, таблет или персонален компјутер, рече Попов. Даниела Николова од СДСМ ги поздрави мерките што го унапредуваат студентскиот стандард, посочувајќи дека ќе го поддржат законското решение, но ја критикуваше власта дека дури по една година се седила на младите. Меѓутоа велите се враќа до вербата, сега повеќе се размислувало за младите, но знаете дека тоа не е така. Ова е прва мерка што ја предлага владата во цела оваа година што се однесува на младите, рече Николова. Пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН е Јован Јаулески истакна дека за оваа намена од државниот буџет издвоени се 850 милиони денари со кои ќе бидат опфатени 55.000 студенти. Јаулески посочи дека секој студент до 29 години запишан во учебната 2025-2026 година ќе добие по 15.300 денари за набавка на електронски уред. Според него целта на овој закон е дигитална писменост, еднаков пристап за сите студенти до електронски уред и развивање на технолошката писменост, посочувајќи ги другите мерки кои владата предводена од ВМРО ДПМН ги реализира за младите. Во рамки на 60-тата седница пратениците ги донесоа следниве закони: Закон за изменување на Законот за стоковните резерви, Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи и Законот за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустријски развојни зони. Pusta pečalba, nije imam letovo da se oženam. Kegi viknam moji te stari drugari i dve rala svirači da se svatovi. Da vam jedna lira samo da ti svira baš po penđeri. Da vam ušte jedna tvojta usna medna da me pozdravi. Da vam jedna lira samo da ti svira baš po penđeri. Da vam ušte jedna tvojta usna medna da me pozdravi. Život ergenski, kade son me navali, tamo zaspisi. Od vreme pomina kako godina, sakam da se za doma deca da izgledam. Da vam jedna lira samo da ti svira baš po penđeri.
usna medna da me pozdravi. Dava medna lira samo da ti svirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Samo da ti svirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Dava medna lira samo da ti svirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Нашата амбиција е не подоцна од 2029 година на коридорот 8 да имаме поврзување со автопат и експресен пат граница со граница или од граничниот премин Ќафасан до граничниот премин ДВ Бајер со Бугарија, вели вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Тој во гостување на Јади Бурек детално го елаборираше планот на владата и Министерството за транспорт во однос на транспортните коридори. Како што рече, Охрид Кичево до крај на следната година ќе се заврши со крак до Струга, а Требеништа Ќафасан не може да се работи поради забрана од УНЕСКО. Со Ебор ја работиме спојката Кичево-Букојчани од 11 километри. Таму очекувам во понеделник да излезе барањето за доставување финансиски понуди и рокот е до 10 октомври да стигнат понудите, а рокот на завршување е 3 години. Букојчани Гостивар или популарната стража веќе многу интензивно ја работи Бехтел, со тоа што таму спасивме 250 милиони евра на државата. Гостивар Тетово го почнавме, тој реално се завршува брзо, но има многу население од двете страни и не сакаме да го закочиме со обраќајот, туку ќе оди паралелно со Букојчани Гостивар. Значи за 3 години од сега и тој би требало да се заврши. Тетово Скопје има автопат, Скопје обиколница Куманово има автопат, за експресен пат Куманово Страцин сега бараме пари од Европската унија, а Страцин Крива Паланка го пуштивме во јануари годинава, истакна Николовски. Министерот и вице-премиер информираше и дека во моментов се работи на целосна реконструкција на граничниот премин ДВ Бајер со Бугарија. Što mi stopuva, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina. Kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreke.
веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Ергенскиот живот брзо си заминува, каде оди там не води се потрошува. Скоро сме во друго време, брак на брата е. Моите другари се срекни, се ожениле. Čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Desna raka davaš, jaz ke dadam se. Zemi prsten da se znaje, ke se zemime. So tebe jaz ke ja delam, sudbinata. Srekna zvezda da ne vodi moj dninata. Majka, tatko moj tvoji ke se raduvat, koga vnučinjavo kukja Bog ke daru. Angelčinjaka. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninok, koga mi
srećno ke živene. Гаранција за департизација и професионализација на јавната администрација според министерот за јавна администрација Горан Минчев се пакетот реформски закони што веќе се донесени, а до крајот на годината се очекува да бидат донесени уште 3 нови закони. Минчев најави дека во следниот период ќе се започне со јавни расправи за новиот пакет закони, меѓу кои се законот за високо раководна служба и законот за висината на платите, кои што би требало да бидат донесени до крајот на годинава. Се надевам дека ќе ги донесеме до 31 декември 2025 година, иако изборниот процес може малку да го одолжи носењето на овие закони, рече Минчев, одговарајќи на новинарски прашања по отворањето на реновираниот центар за обуки на административните службеници на Министерството за јавна администрација. Според Минчев има силна политичка волја јавната администрација да се направи да биде департизирана и професионална, а најдобар показател за тоа е донесениот пакет од 4 закони. Пред извесен период се донесени пакет на 4 реформски закони, кои што 10 години наназад не беа донесени. Овие закони 5 години беа дел од извештајот на Европската Унија како прв чекор за да тргнеме кон реформите во јавната администрација. Тоа е јасен показател дека само за една година оваа влада го носи тоа што 10 години наназад не е донесено и ги прави суштинските чекори во начинот на размислување како треба да изгледа јавната администрација. Гаранција за департизирање на јавната администрација се новите законски решенија, односно зголемувањето на критериумите кои се во рамки на тие закони за учество на јавните огласи што понатамо ќе ги распишуваат институциите. Истакна Минчев, министерот за јавна администрација го означи отварањето на комплетно реновираниот центар за обуки на административните службеници на Министерството за јавна администрација, при што нагласи дека во наредниот период планира реконструкција и на останатите центри за обука низ земјата. Što me trgna, izlezi da me ispratiš. Tugina ke odam, tugina na gurbet, zbogom vonke misli na mene. Tugina ke Mlađarske si oda, starke ti se vrata. Ako me čekaš, donke da se vratam, a ver da mi pratiš, jazda ne se vraća.
Законот за судски совет кој е во владина процедура и за кој Венецијанската комисија даде позитивно мислење е коренита реформа на системот кој мора да функционира во служба на граѓаните, а не на интересите на малкумина, вели министерот за правда Игор Филков. Јавноста е со право згрозена од скандалите и непотизмот во телото кое треба да биде чувар на судската независност. Она што го видовме од игнорирање на етичките норми до бегање од одговорност е неприфатливо во кое било демократско општество. Интерпелацијата не беше само политички чин, беше повик за морална одговорност, но очигледно некои ја изгубиле чувствителноста на јавниот срам. Затоа државата мора да постави нови правила кои нема да зависат од добрата волја на поединци, туку од јасни законски дефинирани критериуми. Со овој закон конечно се воспоставуваат објективни и мерливи критериуми за избор, оценување и разрешување на членовите на судскиот совет, преку транспарентна постапка, редовна евалуација, јасно утврдени конфликти на интереси и механизми за одговорност, градиме систем што ќе спречи злоупотреби, а не да ги прикрива. Дали ќе има отпор? Да, ќе има отпор. Некои ќе зборуваат за притисоци и за интервенции, но не се работи за притисок, туку за крај на заштитени позиции без отчет. Овој закон ќе го врати советот кај граѓаните, таму каде што од секогаш требало да биде. Правдата не смее да биде заложник на неспособни или компрометирани поединци. Ова е нашата последна шанса да ја вратиме довербата во правосудниот систем и нема да дозволиме таа да биде уништена од оние што ја претворија во своја приватна тврдина, вели Филков. Majko stara mi napiše
Zaropole, tamo najgore, slika uvada, majko ena dušava, lična kalina, ejo davnina, kažna skazna majko stara mi napišala. Почитувани, дојдовме и до крајот на денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. И за самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Волкот и седумте јариња. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим, Волкот и седумте јариња. Си беше еднаш една стара коза и имаше 7 јариња кои ги сакаше како што мајка си ги сака своите дечиња. Еден ден таа се готвеше да појде во шумата по крма, па ги повика сите 7 јариња и им рече: Мили дечиња, јас ќе одам шума. Чувајте се од волкот. Ако дојде сите ќе ве изеде. Тој злосторник често се преправа, но вие лесно ќе го препознаете по неговиот груб глас и по црните шепи. Мамо, и рече тогаш малото јаренце, ќе бидеме предпазливи, ти можеш да одиш и не бери гајле. Старата коза замина и спокојно тргна в шума. Не помина многу време, а некој затропа на портата и викна: Отворете, мили деца, доаѓа вашата мајка и секому по нешто му носи. Јарињата меѓутоа по грубиот глас го познаа волкот и му одговорија: Не ти отвораме, ти не си нашата мајка, таа има мил и тенок глас, а твојот е груб и ти си волкот. Тогаш волкот отиде кај еден праматар и купи едно големо парче креда и го голтна. Од тоа гласот му стана поубав. Тој се врати и затропа пак на портата велејки: Отворете, мили деца, дојде вашата мајка и секому по нешто му донесе. Меѓутоа, волкот не се сети дека на прозорецот ја стави својата црна шепа, па кога децата го видоа, тоа му одговорија: Не ти отвораме, нашата мајка нема црни стапала како твоите, ти си волкот. Тогаш волкот потрча кон фурнаџијата и воздивна: Се удрив понога, намачкај ми ја со тесто. Кога фурнаџијата му ја намачка шепата со тесто, волкот отиде кај воденичарот и побара шепата да му ја посипе со брашно. Воденичарот помисли дека волкот некого ќе измами, па се двоумеше, но волкот му се закани дека ќе го растргне ако не го посипе со брашно. Тој се уплаши и му ја побеле шепата. Да, такви се луѓето. Злосторникот отиде трет пат, затропа на портата и нежно рече: Отворете ми, дечиња, вашата мила мајчичка се врати и секому од вас по нешто му донесе од шумата. Јарињата почнаа да викаат: Покажи ни ја најнапред твојата шепа, за да знаеме дали си ти нашата мила мајка. Волкот ја стави шепата на прозорецот и кога јарињата видоа дека е бела, си помислија дека е тоа вистина, па ја отворија портата и ете го волкот. Јарињата се уплашија и сака да се скријат. Едно јаре скокна под маса, друго в постела, третото јаре во печката, четвртото во кујната, петтото во шифонерот, шестото под мијалникот, а седмото во сандачето од зидниот часовник. Но волкот ги најде и без двоумење сите ги голтна. Само најмалото јаренце, тоа што се скри во сандачето од зидниот часовник, не го најде.
Кога волкот се налапа, си отиде и легна на тревата под едно стебло и заспа. Наскоро од шумата се врати старата коза. Но што најде таа? Портата ширум отворена, масата, столовите, клупите, се беше превртено. Од мијалникот останаа само парчиња, покривачите и перниците беа расврдени. Таа започна да ги бара своите деца, но не можеше да ги најде. Ги викаше редум по име, но никој не се одзвиваше. Но кога го повика најмалото, се јави едно тенко гласче. Еве ме, мила мамице, овде сум во Сандачево. Таја го извади јаренцето, а тоа и раскажа како дојде волкот и како сите јариња ги изеде. Можете да си представите колку плачеше кутрата мајка за своите деца. Така нажалена, таја излезе од куќата, а покрај неа подскокнувајки, одеше најмалото јаре. Кога дојде на ливадата, таа го виде волкот како лежи под стеблото и грчи, така што сите гранки се тресеа. Таа почна да го гледа од сите страни и виде како нешто во полниот стомак се мрда и се преметнува. Господе, си помисли козата, кутрите мои деца што ги голтна за вечера, може би уште се живи. Таја веднаш го испрати јарето дома да донесе ножици, игла и конец. Старата веднаш на зверот му го распара мевот и само што засече. Едно јаре се подаде и дзирна, и така сечејки понатаму, испорипаа сите 6 јариња едно по друго. Сите уште беа живи и неповредени, зашто зверот на брзина ги голтна цели. Каква радост! Тие се умилкуваа на својата мајка и скокаа како бесни околу неа. Тогаш мајката им рече: одете и донесете камења, со нив да му го наполниме мевот на ова немилосрдно животно, додека уште спие. Сите 7 јариња веднаш донесоа камења и му ги ставија на волкот во стомакот. Тогаш мајката коза брзо го соши, а волкот ништо не осети, ниту се помрдна. Кога најпосле се наспа, волкот стана и бидејќи од камењата во стомакот го мореше жет, тој тргна кај кладенецот за да се напие вода. Но кога започна да оди и да се движи криво-лево, камењата во него затропа и почнаа да се тркалаат. Тогаш волкот извика: што ли вака криво-лево ми се метка се во мевот? Тоа не се јариња, туку само камења. Кога дојде кај кладенецот и се наведна да пие вода, тешките камења го повлеко во водата и тој се удави. Кога тоа го видоа јарињата, дотрча и извика: волкот е мртов! Волкот е мртов! И со својата мајка започна да играат околу кладенецот. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.